Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски и британскиот министер Герет Томас денеска во Лондон ставија подпис на договорот за стратешко партнерство. За министерот Николовски тоа е важен момент за развојот на државата во иднина. За британскиот министер добрите билатерални односи се продлабочуваат, а проектите ќе го подобрат животот на македонските граѓани. Премиерот Мицкоски вели дека сите детали од договорот транспарентно ќе бидат објавени, но преку законодавниот дом. А првиот човек на СДСМ Филипче вели дека задолжувањето ќе значи раст на јавниот долг за 115% од БДП. Ова го гледаме како одлична можност за целата држава да се развива. Веќе имаме 3 проекти кои што се подготвени. Тоа е проектот за брзата железница на коридор 10, здравствениот проект за болници и секако проектот за образование за медицинскиот факултет. А во предстојниот период ќе бараме нови проекти во секторите за енергетика и животна средина. Ова ново партнерство е значителен чекор напред во идната трговија меѓу нашите две држави. Навистина сум возбуден што македонските и британските бизниси ќе работат заедно за да можат да испорачаат битни инфраструктурни проекти во Македонија. Инфраструктурните инвестиции знаеме дека се клучни за да се поттикне економскиот раст и да се подобри животот на граѓаните. Знам дека тоа е наша заедничка цел. За нашите влади се разбира и ова партнерство е новиот темел за поддршка на таквата испорака за да се поттикне растот, да се споделат најдобрите пракси меѓу нашите две нации. Ќе дојде во парламент пред пратениците, ние шверцерски ништо не носиме, не злоупотребуваме европски знамења, ќе го видат пратениците тоа што следи. Ја слушав министерката за финансии. Очигледно е дека тие договори ќе бидат нетранспарентни и во 4 очи. Ќе бидат британски фирми, таа се обиде да каже дека ќе важи законот за јавни набавки, ние направивме проверка, нема да важи законот за јавни набавки. Значи, ВМРО да помене што 7 години критикуваше корупцијски вакви такви договори, посебно тој со Бехтеленка, сега остава простор за сериозен сомнеж за корупцијски проекти. Дополнително ние не знаеме што се крие во политичкиот договор во контекст на бегалците. Прво готов проект, па повлекување на парите од Велика Британија. Министерката за финансии вели дека во овој момент државата нема ниту еден проект на хартија за точно да се знае колку пари би ни биле потребни и со колкава камата би ги позајмиле. Но тоа не значи дека нема да се побара кредити од други земји, па ако каматата од нив биде поповолна, не сме обврзани да позајмиме од Британија. Висината на истата ќе зависи од проект до проект и од рочноста. Колку е подолг рокот, толку каматата ќе биде пониска и обратно. За бизнисот клучно е при изведба на инфраструктурните проекти да бидат вклучени домашните компании. Во проектно финансирање вие имате најпрен зрел проект. Од кога ќе го имате проектот зрел и готов за инвестирање, ќе побараме понуди. Која ќе биде најевтината понуда со најниска каматна стапка? Таа ќе ја прифатиме. Зошто се смета дека ова би била најповолната? Затоа што износот е голем и тоа е единствената банка која што во моментот нас може да не поддржи во однос на големиот инфраструктурен проект за железниците, за болниците. Ќе видиме, ние не можеме да потврдиме. Може да биде исто да повлечете, да кажеме 100 милиони евра со рок на враќање од 10 години, 15 или 20, да имаат иста каматна стапка. Бидеме задоволни нашите компании да добијат работа, а дали ќе била 70 или 65 или 55 од работите, тоа што ќе го сработат да ги изработат квалитетно и да имаат можност да конкурираат и на други проекти надвор од Македонија. Дали Министерството за земјоделие има план за одгледување и субвенционирање одредени земјоделски производи согласно побарувањата на пазарот, климатските промени и достапноста на вода? Беше едно од прашањата за ресорниот министер Цветан Трипуновски, кој гостуваше во Дневникот на Сител.
Уште една ексклузива, Министерството во моментов работи и апдейтува базата на податоци на педолошката карта према регионите кои што ги имаме. Знаете дека секој регион е со одредени бенефити, да речам предности во одгледувањето на некоја земјоделска култура. Точно дека климатските промени прават огромни проблеми во земјоделското производство, меѓутоа и во делот на едукацијата на земјоделците и во делот на она што треба да ги помогнеме. Ние со наредна објава што ќе имаме преку програмата за рурален развој е токму набавка и кофинансирање на антифрост системи кои што очигледно повеќе од се ни прават проблеми во делот на земјоделското производство. Нашите политики, тоа што ние ќе го насочиме према земјоделците, заеднички да креираме мерки и да ги насочуваме што е добро во кој регион треба да се одгледува. Само така во еден партнерски однос и во една договорена ситуација ќе имаме и зголемување на квантитетот и нормално ќе имаме и задоволни пред земјоделците. Лоцирани се тие култури веќе, се подготвени се со такви препораки за во договор со земјоделците. Да, видете, јас сум поборник на секој процес кој што ќе го водиме, да имаме фаза на подготвување. Не можеме да правиме длабоки резови без да ги подготвиме самите земјоделци. Затоа во наредниве месеци до почетокот на идната производна година ќе потрошиме и на носење на законот кој што ќе го донесеме заеднички, и во делот на креирање мерки, и во делот на насочувањето каде што треба да се одгледува. И нормално препорака ќе има силна за да се одгледуваат автоктоните сорти и видови на растенија и зеленчук кои што нормално имаат повеќе отпорност према климатските промени. Премиерот Мицкоски е убеден дека ЕУ ќе најде решение за одблокирање на македонските интеграции. Спроти утрешната посета на високата представничка на ЕУ Каја Калас, Мицкоски е уверен дека ЕУ по примерот со Украина има план Б за решавање и на проблемот со Бугарија. Калас порача дека ги разбира фрустрациите, но и дека ги охрабрува земјите да го искористат позитивниот момент за проширување. Немам никаква дилема дека треба да градиме подеднаква доверба со сите соседи, вклучително и со Бугарија. Ние немаме никакви проблеми да го прошируваме нашиот устав со, да речеме, дел од хрватите кои што живеат кај нас. Бидејќи македонците се дел од хрватскиот устав. Ние немаме проблем да зборуваме за црногорци, словенци и така натаму. Но имаме проблем да прифаќаме ултиматуми. Јас не сум човек кој што прифаќа ултиматуми. Не убеден сум дека ќе се изнајдат решенија, ќе изнајде и механизми Европската унија и Македонија ќе го добие заслуженото место да биде дел од таа маса, бидејќи одамна тоа го заслужуваме. I'm deeply committed to encouraging all the Western Balkan countries to really seize the current momentum that we have in the enlargement. Yes, this process has been going on for quite some time, but there's always a political momentum, and this political momentum is right now. The United Europe is one vision that we must all work toward. Што ќе донесе високата представничка за надворешна и безбедносна политика Каја Калас утре во Скопје? Има ли план Б? Какви се очекувањата на аналитичарите? Во жива прашувам Тамара Дичевска. Ништо спектакуларно не се очекува да донесе посетата на високата представничка за надворешна политика на ЕУ Каја Калас при утрешната посета во Скопје. Ништо поразлично од она што го кажа и председателот на Европскиот совет Антонио Кошта кога дојде во Македонија, тоа е дека за Македонија нема план Б, односно дека нашата држава треба да го исполни она што се нафатила и што го ветила, тоа е промена на уставот, нешто што оваа влада кажа дека нема да го прифати да го направи, а Бугарија кажа дека нема пак да направи од тоа отстапки, така што од утрешната посета на Калас во Скопје не се очекува ништо друго освен продолжено статус кво. Во продолжение го слушаме аналитичарот Петар Арсовски. Мислам дека се работи за реафирмација на овој нов апетит на Европската унија за некакво проширување на Западен Балкан, кој може да се покаже да биде козметички. Дури за Албанија и Црна Гора може да се покаже дека тој апетит е повеќе потрага по успешни приказни од што вистинска желба за проширување. Независно од сето тоа, во моментот главниот аргумент е топката кај кого е. Брисел вели дека топката е кај нас, ние велиме дека топката е кај Брисел. Во таква ситуација тешко е дека може да се очекува било што друго, освен продолжен статус кво. Тамара, има ли други алтернативи?
Алтернативите кои што се можни Европската унија да изнајде механизам да го надмине билатералното вето кое што го користат земјите членки на Европската унија за билатералните односи кои што ги имаат со земјите кандидати. Посетата на високите представници од Европската унија на нивните турнеи низ Западниот Балкан се со цел да ја вратат довербата на граѓаните од балканските земји на патот кон Европската унија, доверба која што е изгубена изминатиот период со оглед на тоа што граѓаните од овие земји веќе предолго чекаат во европската чекална. Затоа професорот Васко Наумовски смета дека Европската унија треба да изнајде конкретни чекори и механизми за враќање на довербата кај овие граѓани во унијата, бидејќи во денешно време постојат и други алтернативи за политичка и економска соработка покрај Европската унија. Во продолжение го слушаме и Наумовски. Доколку Европската унија на вистина сака да ја зајакне собствената глобална улога, најпрво треба да започне со интеграцијата на Западниот Балкан во унијата. Воспротивно, регионот на Западниот Балкан ќе стане предмет на влијание од други држави и ентитети. Некои од државите од Западниот Балкан веќе ги продолбочуваат своите билатерални односи со Соединетите американски држави, со Обединетото кралство, државите од Блискиот исток и така натаму, што значи дека Европската унија не е веќе единствениот можен партнер на државите од Западниот Балкан, кој станува збор за економската и политичка соработка. Да, Тамара Дичовска со анализата за очекувањата од утрешната посета на Каја Калас на Скопје. Изборот на Трајко Славевски за гувернер на Народната банка ќе се најде на седница на 3 јуни. Тоа е првата редовна седница што е закажана во собранискиот календар. За да стане нов гувернер на Славевски му се потребни 61 пратенички глас, мнозинство со кое располага власт. Опозицијата нема да го поддржи неговиот избор. Јас кажа во минатото дека тоа е одлука на претседателот на државата, не е одлука на владата. Согласно устав, претседателката на државата го понесува тој предлог, така што немам што да коментирам. Предлогот ќе добие поддршката од пратеничката група на ВМРО ДПМН. Не избор кој што ќе понуди експерт на позицијата гувернер на Народната банка, што било, би рекол, традиција во изминатите години. Од претседател на Совет на град Скопје доаѓа како гувернер на Народната банка, тоа е првата работа. Втората причина, лично сметам дека човек кој што се спротивставува на растот на минималната плата, на економски политики кои што се за доброто на граѓаните, тој беше најголемиот противник, ако се сеќавате, тој велеше дека дури 9000 денари минимална плата е голема минимална плата и така натаму. Не може ништо добро да... Обвинителството подготви обвинителен акт за случајот онкологија. Две обвиненија за тешки кривични дела поднесени против Нино Васев, поранешен директор на онкологија. Суспендираниот и веќе пензиониран онколог кој 5 години раководеше со клиниката, ќе одговара за злоупотреби овозможени од директорската позиција, но и сериозно загрозување на здравјето на луѓето и несовесно лекување болни. Првообвинетиот поранешен директор не почитувал онколошки упатства, имало погрешно дозирање, односно одстапки во процесот на лекување и ваков несоодветен третман е утврден кај 29 пациенти. Во ова му помагала колешка од одделот за малигни тумори на дојка. За несовесен третман ќе одговараат и двајца онколози од одделот за малигни тумори на бели дробови. Другите двајца лекари се обвинети за кривично дело несовесно лекување болни, бидејќи врз основа на медицинските истории е утврдено дека одредувале терапија со лекови од новите генерации во фаза на лекување кога било многу очигледно дека пациентот од таквиот лек воопшто нема да има корист поради лошиот перформанс статус и немање време да се развие механизмот на дејствие, без да биде наведена телесна тежина и висина на пациентите, со одстапување во дозирањето, со што дополнително ја влошиле нивната состојба. По однос на другите 16 пациенти за кои е изготвено вештачење во Република Србија, тоа се однесува на повеќе давање на терапија во палиативна фаза. Непотребно давање на таа терапија. Во другиот обвинителен акт Васев е обвинет заедно со поранишниот организацијски директор Нехат Нухи. Двајцата ќе одговараат за проневера, измама и злоупотреба на службената положба, со што го оштетиле државниот буџет за над 35 милиони евра.
Во ова дело е присвојувањето на лекови кои пациенти, иако требало, не ги добиле. Ако постои дефиниција за сложен предмет, која што сега ќе воведеме и во измените на Законот за кривична постапка, тоа е ова. Овој предмет само по себе е сложен и од аспект на действијата кои што се преземени, а не смееле да се преземат од страна на инволвираните, но и од аспект на она што морало да се преземе во тек на лекувањето на пациентите, а не се преземало што треба, она што е по закон задолжително. Скандалот онкологија се случи пред околу 2 години, кога јавноста беше згрозена од информациите за несоодветниот третман на пациентите и богатење на грбот на најтешко болните. Овој епилог со 2 обвиненија. Според јавниот обвинител треба да биде една поука за соодветно постапување и третирање на пациентите во здравствените установи. Сања Димитровска, Сител телевизија. Последните вести се во 23 часот, дотогаш останете со програмата на Сител. Пријатно.